Здруженијето 16 март 2025 Кочани го организираше 36-тиот марш за ангелите, со кој, освен барањето правда за загинатите во трагедијата во Пулс, им беше дадена поддршка на младите против кои се поведени правни постапки за учество во групата која го оштети кафе-барот на сопственикот на дискотеката. Пред почетокот на маршот, семејствата на настраданите искажаа почит кон младата Фросина Кулакова, која беше прегазена на булеварот Партизански одреди во Скопје. Ќе ве молам сите да одадеме една минута молк, затоа што денеска е една година од смртта на Фросина Кулакова, која исто така го загуби животот неправдено. Пошто овој марш е за вистинска правда, за сите деца и млади луѓе кои ги загубија животите поради системски пропусти, поради незаконско работење. И заради тоа да се издвоиме за вистинска правда, понатаму овакви трагедии да не се повторуваат. Колоната, која во 14 часот и 5 минути тргна од паркот на Револуцијата, помина низ трговскиот центар и се упати кон управата за јавни приходи и полициската станица, а оттаму стигна пред судот и основното јавно обвинителство. Доста е. Веќе предолго Ојо ГОК ја влече постапката што започна на 12 јуни 2025 година. Месеци слушаме дека е во завршна фаза, а одлука нема. Во трагедија од вакви размери секое доцнење е неправда. Бараме рок, одлука и одговорност. Нема да дозволиме овој случај да стане уште една затурена папка. Ќе бидеме тука додека правдата конечно не биде испорачена. Правдата што доцни не е правда. Семејствата на настраданите во Кочанската трагедија поставија јавно прашање дали осомничен може да продава имот без да се знае како го стекнал. Како е возможно лице поврзано со трагедијата со 63 жртви, кое е дел од истрага или се споменува во јавноста како осомничено, слободно да оттуѓува имот без судска забрана и без јасна контрола на потеклото на средствата? Ова е системско, легитимно прашање и не се однесува на лична критика, туку на еднаквост пред законот. Маршот за ангелите заврши на почетната точка во паркот на Револуцијата. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.